Кривични пријави за злоупотребена јавна набавка за избор на фирмата 2СС од Кичево, која физички обезбедувала 14 наплатни станици на јавното предпријатие за државни патишта, добија поранешниот директор на ова предпријатие, Ејуп Рустеми, раководителот на одделението за наплата на патарини и контрола Дрилон Зибери и помошник директорот за одржување на патишта Ејуп Латифи, информира МВР. Тие добија мерка предпазливост, додека за сопственикот на фирмата 2СС Джемал Билбиловски, кој според пријавата не ги исполнувало врските од добиената јавна набавка, е предложен притвор. Станува збор за договор за јавна набавка со кој осомничениот управител на Агенцијата за обезбедување се обврзал 2 години да врши континуирано физичко обезбедување 24/7 на сите 14 наплатни станици на јавното предпријатие за државни патишта. Тој не се придржувал кон обврската и за целиот период од договорот вршил само делумно физичко обезбедување, најчесто само во прва смена, а на договорениот орган факторирал услуги како да било вршено 24/7 физичко обезбедување за целиот период на договорот се до неговото раскинување. Според основното јавно обвинителство, Рустеми, Зибери и Латифи знаеле дека физичкото обезбедување се врши само делумно, но ги потпишувале барањата за одобрение за плаќање. Тогашниот директор на јавното предпријатие го пропуштил должниот надзор над носителот на јавна набавка, иако знаел дека физичкото обезбедување се врши само делумно. Двајцата осомничени раководители на одделение за наплата на патарини и контрола, иако знаеле дека обезбедувањето се извршува само делумно, најчесто во прва смена, ги потпишувале барањата за одобрение за плаќање. Како што соопштува МВР, противправната имотна корист која е стекната со оваа криминална сделка изнесува 46.918.000 денари. Со тоа, осумничените нанеле голема финансиска штета на јавното предпријатие државни патишта. Кривичните дела за кои се гонат поранешниот директор на предпријатието, како и останатите вработени во државни патишта, опфаќаат злоупотреба на службена положба и овластување и фалсификување службени исправи. Додека пак против управителот на фирмата од Кичево е поведена истрага за кривично дело злоупотреба на постапката за јавен повик.